Сам сум во ноќва тивка, сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот мил. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакам да кажам не. Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, како да патам во животот за кого да дадам се. Добро ти утро, Филип. Филип Александровски, нашиот денешен гостин, млади надежен талент, пејач кој што ја објави и новата песна Заблуда со видеозапис кој што ќе го видиме во продолжение. Ни раскажува и за неговите настапи, останата кариера со кавери, но и за следните планови и што сака да прави во иднина. За сите следни проекти ни раскажува во продолжение. Добро ти утро и добре дојде. Добро утро на сите гледачи, добро утро и на вас, Елена. Добро ве најдов. Ви благодарам на поканата да гостувам во вашата емисија. Ти благодарам што поразлично малку со пеење ја отвори ова емисија. Кажи ми, што ти не лежи најмногу, бидејќи сум те гледала во најразлично светло, дека пееш од забавно до народно, на твоите профили, да речеме, на Инстаграм се гледаат видеа каде што имаш еден широк спектар на музика. Во главно секој стил на музика ми лежи да пеам, исто така и сакам секој стил на музика да пеам. Се пронаоѓам во секој стил во главно. Мислиш ли дека и Заблуда може во повеќе стилови да се смести, во повеќе жанрови? Има примеси од повеќе жанрови? Да, има примеси од повеќе жанрови. Тоа е некој мој стил како се во едно, како викате, или три во едно што се. Да. Значи сакаш да вметнеш од се што знаеш, умеш да правиш, односно да пееш. Токму така. Вчера твоето име одекна по регионални портали. Какво е чувството? Токму поради пријавата во Звездите на Гранд. Непланирано бев на аудиција за Звезде Гранда и отидов без очекувања, нели? Секогаш јас сум многу скромен и секогаш идам без очекувања, иако имам само доверба, но секогаш сум без очекувања, нели? И жирито беа изненадени од мојата изведба со песната, нели, Малиово град од Желко Шашич, и прилично беше добро. Мислам, јас сум задоволен. Да, дали знаеш примен си или не си уште примен, кога ќе имаш резултати конечни? Па мислам дека летото ги пуштаат резултатите, но мислам дека сум примен сега, не знам, не сум сигурен, бидејќи нели објавија на портали. Да, ти држиме среќа. Ви благодарам. Да е тоа така, бидејќи уште нема резултати, а ти веќе се наоѓаш по тие портали, по медиуми, пишуваат за тебе. Верувам дека сега е убаво чувството, а кажи ми, кој те пријави, како се реши воопшто да учествуваш? Дали порано некогаш си имал желби да бидеш во некој регионално шоу, на некој надпревар? Сум имал желба од порано, нели, како помал, секоја сабота се гледаше кај нас Звезде Гранда, бидејќи ние сме музичка фамилија и сите сме обкружени со музика 24/7. И сум имал желба да се пријавам, нели, на Звезде Гранда и конечно се пријавив, така непланирано и успешно, мислам. Кој те поддржуваше најмногу од твојата музичка фамилија? Па најголемата поддршка се моите дома, нормално. Така, со што се занимаваат, нели, во однос на музиката, пеење, свирење, што е она со што ти и си растел, бидејќи велиш во музичка фамилија си растен? Сите сме музичари, почнувајќи од мојот дедо бил музичар, татко ми е музичар, тој исто работи со музика и се околу музика. Мајка ми исто музикална, пее, и моето помало братче, голем поздрав до него. Сите сме музикални на некој начин, имаме природен талент, нели, гени, и тоа ни е наследно.
Така, запозна некој од Звезда Гранда, некое искуство, атмосфера да ни доловиш од аудицијата? Интересно беше, имаше многу кандидати и сите со некоја своја интерпретација добија поддршка, сите имаа поддршка, колку и да биле добри, имаа поддршка, нели? И интересно е кога повеќе луѓе со исти интереси ќе се спојат на едно место. Така, значи денеска не ти е прв пат да бидеш во Сител телевизија? Па не ми е прв пат, да. Бидејќи е аудиција, нели еве сега, а ова ти е сепак прво гостување телевизиско за интервју. Така ми кажа дека порано си пеел по медиуми, но сепак вака за интервју ти е прв пат. Да, за интервју ми е прв пат, а имам порано пеено, али за интервју вака разговор. Да, добре, ти кај нас пееше, па подоцна уште нешто ќе ни запееш, Обавезно. нешто во малку поинаков стил. Заблуда. Чија беше идејата за овој наслов? Кој се работеше на истава музичка numera? За насловот е задолжена единствената Магдалена Цветковска, да ја поздравам. Таа е според мене и според многу други луѓе големо име на нашата музичка сцена. Во песната соработувавме за песната, значи соработувавме со Димитар Андоновски и Магдалена. Со него дојдовме во контакт преку, не беше случајно, дојдовме во контакт преку мојот драг пријател и колега Огнен Здраковски, исто сакам да го поздравам во оваа прилика. И кога се исконтактиравме со Димитар, веднаш ни се споја енергиите, некако имаме исти интереси, едноставно и двајцата ја сакаме музиката и тоа е тоа, мислам. Тој работеше на музиката, на аранжманот. На музиката, на аранжманот, исто околу многу работи ми помогна. Тој му благодарам, стварно добар човек. Го гледаме ете и видеозаписот во позадина на нашиот разговор. Кој се учествуваше? Гледаме не си само ти, нели има и актери кои што се во спотот, кои го осмисли вака да изгледа како што изгледа. Вака за да изгледа е задолжен режисерот Алек Тасевски. Кога прв пат тој ми ја кажа идејата како тоа се ќе изгледа, јас се најжив целиот, бидејќи многу беше некако, му кажав дека сакам да биде спрема текстот, нели, да биде целата, да се има приказна. И кога тој тоа ми го кажа, јас веднаш се најжив и му кажа, значи тоа е тоа, снимаме. Актери имаме тројца актери во спотот. Тоа се Мила Јовановска, Евгенија Петрушевска, кои ми се драги пријателки, и исто Филип Стојанов, со кој се запознавме за време на снимањето. Уште еден Филип. Уште еден Филип, двајца Филиповци. Интересно беше, бидејќи ние се познаваме со Мила и Евгенија, а јас сум цело време, нели, главни сме јас и Мила во спотот највеќе. Да. И малку ми беше чудно да снимам со неја, бидејќи се знаеме од порано и сега ни беше смешно, малце се застанувавме неколку пати, се навраќавме, бидејќи се смеевме на нешто најнормално за време на спотот. Па да, сигурно си имате и ваши интерни шејги, бидејќи нели се познавате од порано, но можеби тоа е и добро за да атмосферата биде поопуштена и да ви биде лагодно на сите, да ви биде удобно да снимате едни со други. Баш ти беше опуштено за време на снимање на спотот. Јас не очекував, значи ичте беше ни заморно, не се осеќаше дека снимаме спот. Буквално целиот спот ни помина како во шега, како да не работиме, така не беше. И сите се погодивме, значи сите луѓе. Така, а кои се локациите кои што ги гледаме исто во спотот? Една од локациите е Домот на култура Трајко Прокопиев Куманово. Токму овие сцени што се сега, да? Да, токму така. И имаме една локација во затворен простор и една локација на отворено, нели, имаме снимано. Така, низ Куманово снимавте или други локации? Има и други локации, тоа на отворено се наоѓа негде кај Свети Николе, точно не знам. Не там на отворено таму бевме. Али здраве за следна песна планирам негде на страна да снимаме, да биде така? поинтересно. Надвор од не откриваме Македонија? за сега. Дали тоа значи дека ќе биде и странски јазик во прашање? Не македонски? Не, македонски ќе биде секако.
Добро. Какви ти беа очекувањата за оваа песна и дали ти се исполнија? Какви се коментарите, реакциите досега и од колегите од естрадата кои што ги спомна, нели ти веќе се знаеш со пејачи и музичари од нашата сцена? Имаше многу и се уште има многу позитивни реакции за песната. Многу кажа дека е поразлично од друга македонска музика што имаме кај нас, нели? Ова не е ни баш поп, али знаете, во мој стил некој. Да. И многу ја пофалија дека е поразлична од другите и мене баш ми се допаѓа баш е тоа што го сакав Диме кога ми ја пушти прво демо верзијата. Јас само го слушнав уводот и веднаш му реков тоа е тоа. Одма се погодивме за се. Да, се гледа дека е во твој стил, во однос на она што си го пеел и предходно, бидејќи како што кажавме пред малку и поп музика и народна музика, односно фолк си знаел да изведуваш и си се пронаоѓал и во двете. Такму така. А во однос на каверите, какви се песни имаш преработувано? Гледам дека по твоите социјални мрежи ги објавуваш и тие преработки. Кој ти инспирирал најмногу? Добив инспирација, мислам, само по себе си оди тоа, како да ви кажам, јас кога ќе слушам некоја песна, јас ја замислувам на свој начин како ќе ја изведам. Сега сакам да се нели да се задржиме на оригиналот како што е, да не се многу менува, но сакам пак во тој мој некој стил да биде сето тоа, дали ќе отсвирено во мој стил, бидејќи јас исто така свирам и клавиатура. Така, од која возраст свириш? Тоа ти беше прва љубов или пеењето? Тоа ми беше прва љубов. Од рана возраст на 8 години почнав со свирење, клавир. Идев во нижо музичко училиште, Панче Пешев Поманово. И се до 16-17 година свирев клавиатура, нели? Клавиатура, уствари, почнав да свирам подоцна, од негде 13 години, 12, нешто така. А почнав да работам на 17 години и работев и при тоа почнав и со пеење дома. Така случајно, се беше случајно тоа со пеењето. Колку години имаше тогаш кога почна со пеење? Па исто така имав 17-18 години, но јас се срамував да пеам, искрено. Не сум сакал да пеам и случајно почнав со пеење и се заинтересирав и сакав тоа да биде на некое по-високо ниво и почнав со приватни часови. Така. Имав свој ментор. Сега моментално не посетувам приватни часови, но тоа не значи дека во иднина нема да идам повторно. А средно музичко или не, само нижо? Музичко. Само нижо имам. Па после средно приватни. имам гимназија завршена во Куманово. Така. И плюс приватни часови, нели? Плюс приватни, да, имам и за клавиатура идено на приватни часови. А што те кочеше, нели некој страв, немаше доволно храброст и како успеа да го пребродиш сето тоа да објавиш песна и да започнеш на вистина со пеење? Па први почнав да пеам по локали, разни локали и така се и опуштив, го пребродев тоа, нели? Така се ослободи. Се ослободив многу, на почеток сите имаме трема, сите ни е тешко. Секој почеток е тежок, нормално. И почнав и многу се ослободив од таа трема, од тој страв да излезеш да пееш пред повеќе луѓе. И сега, и ден денес, јас мислам дека и знам дека некои многу искусни пејачи, музичари ќе имаат некогаш трема кога ќе дојде тој некој гост. Така е, па и тие го изјавуваат и самите тоа, имаат кажувано многу музичари, големи звезди со децениско искуство дека им се случува пред секој настап таа трема, но ја гледаат како одговорност, како професионалност, за да не им биде пречка, туку едноставно да бидат најдобри во тоа што го прават. Тоа повеќе е како некоја, мислам дека после неколку години тоа повеќе е како некоја возбуда, како позитивно, не е баш трема, нели тоа почетничка трема. Така, има и трема. позитивна трема. Да, позитивна трема, токму така. Каков е твојот репертоар на настапи, каде најчесто си настапувал досега? Репертоарот во главно е тоа што барат луѓето, нели, тоа што се слуша, што е најактуелно. Секогаш гледам да сме најактуелни со мојот колега, нели, кај што настапуваме,
Настапуваме најчесто во Куманово, во мојот роден град. Исто така настапуваме низ други градови низ Македонија, како на пример во Скопје тука, нели, Струмица, Прилеп, Источна Македонија, буквално секаде, да. Така, што се свири тука, се пее, значи и македонско, и ексју, претпоставувам и нешто странско, бидејќи кажа, Да. во однос на публиката. Да, во однос на публиката има во некои делови од Македонија каде што сакаат повеќе македонска музика, негде се слуша странско, нели, ексју, негде зависи кои луѓе, и не е сегде исто, можеби пример Куманово и Скопје се блиско, ама ипак не се слуша иста музика. Стварно различен вкус имаме? Различен вкус имаме, Што барат во Скопје, што барат во Куманово? Па Куманово повеќе оди на кај Србија, тој дел некако. Посеверно. Да, посеверно, како сме посеверно, така и музиката, мислам. И така имаме сличен стил и такви си веселбите, приватни веселби кај нас и тоа. Дали летово ќе помине со приватни веселби или настапи по локали? Ќе работиш или ќе имаш време и за одмор летово? Ќе биде турбулентно. Не знам дали ќе имам време за одмора, би сакал да одам на некој одмор, да се одморам, али во буквална смисла, нели, одмор, да се одморам, бидејќи кога идеме ние младите на одмори, не се одмориме, се само не се одмориме, дефинитивно, а би сакал да се одморам, а ќе има и настапи, има и уште сега има датуми закажани и за локали, и за приватни, уште сега почнавме, бидејќи сега почнува сезоната. Па да, мај месец веќе, секој викенд или преку недела, веќе нема ни толку правила, дека мора само да е за викенд, туку и преку недела гледаме, да. Нема правила и преку неделата. Знаеме и да имаме по 5 настапи во недела и малку е уморно некогаш, нели, од касно враќање дома, неспиење, неправилно јадење. Тоа се си оди во склоп на таа работа. Едното го влече другото. Така си. Така, а зошто пак се реши токму сега за авторска музика? Ете и покрај нели твоето искуство и со настапи, и со преработки, како реши дека е сега време за една нова песна? Па случајно се решив за авторска песна. Јас од секогаш сум сакал авторски песни, да имам свои песни, нели? И во иднина уште многу песни ќе направам, здравје. И случајно се решив, нели, кога дојдовме до неслучаен контакт со Димитар и така и уствари дојде се тоа да се направи песна. Буквално се разбудив едно утро и ми дојде идеја да снимам песна, така некако. Да, па добро, тоа е најдобро кога самиот ќе одлучиш, кога самиот ќе решиш. Не е било планирано да се снима сега. Пример да сум кажал минатата година, јас во 2025-та ќе снимам песна, па ќе објавам во мај. Не беше така, беше случајно, а сега следните се планираат дефинитивно. И дали со истата екипа ќе соработуваш или го менуваш тимот, можеби со уште некој да додадеш? Со истиот тим ќе биде се, и уште сега спремаме нова песна заедно со Диме. Тој одма ми каже дека има нова идеја за мене и токму за мене вика баш твој стил. И едва чекам да слушам дефинитивно. Ќе биде некој видеоспот во прашање, нели кажа дека сакаш да снимаш и надвор од границите? Обавезно ќе биде со видеоспот надвор од граница планирам, али ќе видиме, ќе размислиме во време. Така, дали имаш желби понатаму да се движиш во овој стил, дали ќе бидат тоа балади или ќе бидат побрзи песни или нешто да смениш во однос на жанрот, на стилот? Какви ти се замислите, плановите за понатаму? Стилот можеби не би го менувал, би сакал да си останам во овој некој мој стил да градам. Во овој некој мој стил, нели, да си останам, но би снимал и брзи песни, нели, и спори, пошто мислам бавни, бидејќи нема правила во кој период од годината ќе објавиме песната, тоа никогаш не може да знаеме, нели, нема правило.
ако е зима да се објави бавна песна, ако е лето брза, тоа мислам дека нема правило. Да. Али сакам да бидат во главно, јас пеам и повеќе и балади, исто тоа ми многу лежи, али сакам и брзи песни исто така и често имам и брзи и бавни. Дали значи дека си емотивен по природа, бидејќи ги сакаш баладите? Па не би кажал емотивен, бидејќи сум водолија во хороскоп и така ладен сум, така лабав. А каков си инаку приватно, ете надвор од музиката? Што е тоа што сакаш да го правиш за своја душа? Освен или да пееш, да свириш, има ли уште нешто што те исполнува? Само музика, само со музика. Стварно? Јас сум цело време со музика, легнувам со музика, станувам со музика, преку ден сум со музика, дали ќе земам нешто да работам по дома или било што, ќе има музика и додека се туширам ќе пеам, буквално цело време е музика. И само тоа. Значи никако не е здодевно по дома. Не е Кога? здодевно и плюс сите сме Се пее. музикални, музичари, сите пееме, свириме и секогаш е интересно. Убава дружба. А кои музичари си ги слушал, ете си ги почитувал и додека си растел, нели, во текот на детството и сега? Што е она што те инспирира, што го слушаш за своја душа? За своја душа слушам многу поразлична музика од таа што ја изведувам, многу поразличен стил, што тоа можеби да слушне некој, можеби нема ни да ги знае тие песни, но јас ги сакам тие некои постари песни и Како ретро, шлагери или... па народни песни. Аха, народни, добро, слушам, добро. значи се слушам, во главно се слушам секаков стил на музика, но има тој некој стил што кога ќе седнеме нели да се дружиме, да уживаме, сакаме, ние сме такво друштво и таква музика ќе слушаме и често се дружиме, така. Така, но како што кажа, постара музика, главно. Постара и се Изворна, слушаме и можеби. ново и модерно и така. Со кого од музичарите се познаваш од сцената? Има ли поддршка меѓу вас ете млади, нови, да речеме, таленти на естрадата, бидејќи сите вие со нови песни сте едно освежување за сцената. Па колку има меѓу вас комуникација и поддршка? Има поддршка, доста поддршка од мои колеги, нели, од естрадата. Им благодарам многу, но меѓутоа од секогаш е тоа било, нели, нема да има од секоја страна поддршка. Ќе биде и зошто јас да му помогнам на него, тој не ми помогнал на мене и тие такви работи. Мене тоа не ми се допаѓа. Треба да се ние самите помагаме, бидејќи како самите не се помагаме, никој нема да сака од страна да дојде да ни помогне и од соседите и од било каде. Да, ете, например, како што спомна со Огнен Здравковски, да речеме, дека имате пријателство, соработка, поддршка. Така е. Мислиш дека тоа би требало да биде еден пример и за останатите колеги, нели, да се држат и да обстојува македонската музика заеднички? Така е, треба сите да се поддржуваме заеднички, бидејќи ако сите правиме македонска музика, нели пееме македонска музика, тоа ќе достигне, нели, повисоко ниво и се да не се поддржува толку странската музика, бидејќи живееме во Македонија. Тоа е некое моје мислење. Така, кога смете кај македонска музика, дали би сакал уште нешто да ни запееш, да не почестиш со уште некоја песна? Може, прво да не дехидрираме. Опа. Ако да, слободно стави вода, па ќе ни кажеш што имаш во план да ни отпееш? Знам дека пред емисијата зборувавме, но дали се реши која песна ќе биде сепак? Се решив од Наум Петровски за Милица, ако може. Ако може. Слободно. Да имаме денеска застапено се во студиото, и забавна и народна музика, односно како што кажат ти, бидејќи и двете ти лежат. Може да почнеме? Може, повели. Деца бев, мене знаев, што е љубов, Милице. Ти без мајка, јас без татко, растевме. Година по година, мома стана убава,
а јас ракам не ти побарав. Деца бев, мене знаев, што е љубов, милице. Ти без мајка, јас без татко, растевме. Година по година, стана мома убава, а јас ракам не ти побарав. Не ме чекај, милице, една ставив отров на срце. Мислев не си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да остариме. Не ме чекај, милице, една ставив отров на срце. Мислев не си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да остариме. Мислев не си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да остариме. Браво, Филип, ти благодарам и за Благодарам. ова изведба. Дали може би оваа песна би сакал и во Звездите на Гранд да ја отпееш, да се представиш и со ваква музика? Може секако. Секој стил што ми лежи би отпел нормално. Имаш некои планови во однос на и тоа регионално шоу? Доколку, како што кажа, нели, се надеваш дека ќе те прима, доколку си примен, ќе патуваш таму, колку си подготвен и на тоа темпо, на таа некоја кариера надвор од нашите граници? Тоа ќе биде малку напорно, дефинитивно, нели, да се патува, бидејќи тие знаат да кажат денес ќе ти се јават, ти ќе кажат дојди во Белград и ти ќе мораш да одиш, да оставиш се што имаш испланирано за денес. И сум спремен на такво нешто, бидејќи ја сакам ова работа и ја работам со љубов, ја работам од срце, од душа. Така, каде се гледаш себе си во иднина, во однос на твојата музика, во однос на твоите настапи, кои се желбите? Имам една желба, нели, да снимам повеќе песни и да бидам се подобар во оваа работа, бидејќи човекот учи додека е жив. Така, има време, нели, за надградување, како што Има време, се уште сум млад. кажа, така е, а и си имаш големи планови. Јас ти посакувам среќа и успеси, па да те гледам ете и во познатото регионално шоу, во надпреварот Звездите на Гранд. А доколку нешто има ново, секако тука сме за тебе и за промоција на некоја следна песна да те поддржиме. Ви благодарам многу. Ти благодарам на гостувањето, а секако за самиот крај ќе ја погледнеме и Заблуда целосно со видеозапис, да ужива и публиката, иако пред малку ги видовме и инсертите, но сега ете конечно да го видиме и целиот видеозапис. Се гледаме повторно. Драги мои, уживајте во Заблуда, најновото од Филип Александровски, кој што имавте прилика да го видите денеска со мене во едно интервју, заедно со музика во живо, со која што не почасти. Тоа е едно младо и ново освежување музичко на сцената, така што верувам дека ќе уживате и во неговото најново музичко парче Заблуда.